Централно издание на Дневникот Добро вечер. Еве кои настани го одбележаа денешниот ден. Компанијата Кожувчанка промовираше 4 нови инвестиции во иновативни производи. Преку проектот Македонија вработува во Вардарскиот регион вработени се 831 лице. Најмногу вработувања се евидентирани во Велес, дури 379. Променливото време го наполни интерното оделение во општата болница во Велес. Македонија добива 3 нови приватни домови за стари лица. Министерот Диме Спасов денеска на инвеститорите им ги додели владините одобренија за основање на истите. Владата останува отворена за соработка и со други инвеститори заинтересирани за реализирање на инвестиција во оваа дејност, изјави Спасов. Македонија добива нови 3 приватни домови за стари лица. Министерот Диме Спасов денеска на инвеститорите им ги додели владините одобренија за основање на истите. Градежните работи во овие домови веројатно денеска би биле во многу понапредната фаза, доколку инвеститорите навреме ги добија одобренијата. Од страна на претходното раководство, овие луѓе веќе има инвестиции, трпеа штета веднаш после назначувањето на првата наредна седница на влада. Ги доставив одлуките, владата ги усвои истите и веќе овие инвеститори можат набрзо да започнат со финализирање на целата процедура и да ги отворат приватните домови за стари лица. Очекуваме да се создаде капацитет за над 120 стари лица, 120 легла и што е најбитно да се отворат 40 нови работни места. Спасов вели дека владата останува отворена за соработка и со други инвеститори заинтересирани за реализирање на инвестиција од оваа дејност. Владата изминатиот период вложи многу во реализација на мерки со кои што ги поттикнуваме и стимулираме инвеститорите да отвараат приватни домови за стари лица. Воведовме ниска цена на градежното земјиште од 1 евро метар квадратен. Исто така ги намаливме комуналните такси за изградба на објекти за 95%. Во тек и јавниот повик за доделување на грант неповратни средства од 12.500 евра за секој основач на приватен дом за стари лица. Во моментов, во Македонија има 17 домови за стари лица. Според интересот за згрижување на лицата од третото доба, во државава има потреба за изградба на нови вакви објекти. Државата работи на зголемување на капацитетите за згрижување на стари лица во државните институции. Одлучивме за реализација на еден голем проект кој што ќе се реализира во 3 фази за изградба на државен дом за стари лица, за лица со ниски примања или пак за материјално необезбедени лица, со што ќе го дуплираме бројот, постоечкиот капацитет, бројот на легла во Република Македонија во државен дом за стари лица. Овој проект, како што кажав, ќе се реализира во 3 фази. Владата на Република Македонија субвенционира изградба на приватни домови за стари лица. На овој начин ќе се создадат услови за отворање на нови работни места, бидејќи секој инвеститор мора да вработи по 12 лица. Во Стопанската комора на Македонија денеска компанијата Кожувчанка промовираше 4 нови инвестиции во иновативни производи, вредни вкупно 350.000 евра. Оваа водечка компанија учествува со 28% од вкупното производство на вода. Во време кога условите на пазарот брзо се менуваат, успешни можат да бидат само оние кои ќе се навикнат и ќе одат во чекор со нив. Компанијата Кожувчанка е токму таква компанија која, следејќи ги светските трендови, може да се пофали со многу успешни реализирани проекти, особено за своите брендови. Во Стопанската комора на Македонија, Кожувчанка како членка на оваа комора промовираше 4 нови инвестиции во иновативни производи, вредни вкупно 350.000 евра. А тоа се ласерско одбележување на датумот на производство наместо досегашното, систем за точење пиво, ребрендирање на синалколадниот чај и лименка пијалак од 0,33 литри. Кожувчанка во изминатите 4 години евидентира континуиран раст од над 7% и перманентно инвестира во производниот процес со цел одржување и унапредување на степенот на квалитетот на производите услугите
и како што напоменав, исто така одговара на барањата на потрошувачите. Чест ни е како наши членки, долгогодишни членки, да се пофалат за дел од овие 5 бренда дека имаат инвестиции во услови на вакво работење, во услови на предизвици, во услови на соочување со потешкоти, дали станува збор за ликвидноста, дали станува збор за други наметнати предизвици од регионот и пошироко. Оваа водечка компанија учествува со 28% од вкупното производство на вода. Изминатите 4 години бележи континуиран раст од над 7%, а лани реализира 10% од вкупниот извоз на вода. Кожувчанка ДОО е компанија која е секогаш во чекор со светските трендови, пласирајќи ги новитетите на нашиот македонски пазар. Изминатата година за нас беше многу успешна, со исто така многу успешни реализирани проекти, посебно за секој од нашите брендови. Пласиравме ново пиво на пазарот, наше македонско пиво, ги ребрендиравме Кожувчанка Изворска. Оваа година не запираме. Компанијата ќе продолжи со воведување новитети согласно меѓународните стандарди, но пред се согласно барањата и потребите на потрошувачите. Преку проектот Македонија вработува во Вардарскиот регион вработени се 831 лице. Најмногу вработувања се евидентирани во Агенцијата за вработување во Велес, потоа во Кавадарци и Неготино. Најмногу вработувања на лица до 29 години се евидентирани во Агенцијата за вработување во Кавадарци. 831 лица од Вардарскиот регион до работно место дојде благодарение на проектот Македонија вработува. По центри, најмногу вработувања се евидентирани во Агенцијата за вработување Велес, дури 379, потоа Кавадарци со 296 и на трето место е Неготино со 156. Кога станува збор за вработување на млади лица до 29 години, најмногу вработувања се евидентирани во Агенцијата за вработување во Кавадарци. 347 лица се вработени како дел од овој проект, потоа доаѓа Неготино со 259 и со 122 вработувања на лица помлади од 29 години е Велешката агенција. Вкупно по овие два основи во Вардарскиот регион вработени се 1559 лица. Според официјалните изјави на надлежните, овие две мерки се оценети како исклучително поволни во процесот на намалување на бројот на невработените, но и во јакнење на микро и макро компаниите. Кога ќе вработите една голема група на луѓе, и тоа во многу краток период, тоа е некаде за 365 дена, и пред се ќе учествуваат сите типови на компании, значи од микро до, да кажеме, до најголемите компании, и сите тие пред се гледаат голем бенефит од целата работа, но од друга страна државата гледа другиот бенефит, значи зголемена потрошувачка, плати кои што ќе ги добијат на месеци самите вработени, едноставно ќе се зголеми самата потрошувачка, кој што индиректно влијае на економијата, намалуваш во делот на социјалата, некои луѓе кои што можеби биле, да кажеме, во сивата зона стануваат легални, стануваат доходовни за државата во која што живеат. Она што многумина го поставуваа како прашање, дали проектот Македонија вработува, се грижиме за секое работно место, ки има продолжение, веќе не е без одговор. Во мега интервјуто кое лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски го даде за Телеграф МК, тој вели: Можам само накратко да кажам дека наскоро планираме втора фаза на проектот Македонија вработува, кој даде одлични резултати и овозможи околу 19.000 вработувања за само една година и се покажа за високо успешен. Проектот Македонија вработува е само една од низата владини мерки, кои заедно со отворените работни места во странските инвестиции овозможија во моментов Македонија да ја има најниската стапка на невработеност од 24,6%. Во поранешниот хотел Интернационал се изведуваат градежни активности. Во телефонска изјава за К1 телевизија, собственикот Мите Јовановски информираше дека хотелот се реконструира, но не сакаше да ги изнесе деталите. Повеќе во прилогот на Елица Радевска. Во поранешниот хотел Интернационал се изведуваат градежни активности. Неуспешни беа обидите на К1 телевизија да дознае што работат градежните работници во него. На нашето прашање што се работи и дали можеби ќе биде реконструиран истиот,
Тие не сакаа да одговорат. Она што е видно сработено е тоа дека е расчистен приземниот дел од поранешниот хотел. Во телефонска изјава за К1 телевизија, сопственикот Мите Јовановски информираше дека хотелот се реконструира, но не сакаше да ги изнесе деталите. Останува времето да покаже дали овој сега празен и објект на ѕидови ќе прерасне во хотел. Регулаторната комисија за енергетика соопшти дека од ноќеска на полноќ поскапуваат горивата. Малопродажната цена на бензините се зголемува за 2, а на дизелот за 3 денари. Од ноќеска на полноќ поскапуваат горивата. Малопродажната цена на бензините се зголемува за 2, на дизелот за 3 денари, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Според донесената одлука, новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 64 денари за литар, на Евросупер БС 98 ќе биде 66 денари. Евродизелот ќе се продава по 50 денари за литар, додека екстралесното масло за домаќинство за 38,50 денари. Нова е цената и на мазутот, истиот ќе изнесува 20,88 денари за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена е повисока за 8,82%. Курсот на динарот во однос на доларот е повисок за 1,74%, а референтните цени за нафтените деривати на светскиот пазар кај бензините бележат зголемување во просек за 8,21% или 38,8 долари за тон. Кај дизелот зголемувањето е за 12,23%, односно 46,55 долари за тон. Променливото време го наполни интерното оделение во општата болница во Велес. Лекарите велат дека наглите временски промени доведуваат до негативни влијанија врз граѓаните, а особено врз хронично болните лица. Преполно интерното оделение во општата болница во Велес, причина високите температурни разлики. Докторите велат дека ваквите временски услови доведуваат до негативни влијанија по здравието на граѓаните, особено врз хронично болните лица. Доктор Лилија Чолакова-Дервишова вели дека овие нагли промени доведуваат до покачување на крвниот притисок. Промените влијаат на циркулаторниот организам и прават промени во кои што чувствуваат пациентите гушење, стегање, значи огромни амплитуди во нивниот крвен притисок. Така да нагло ако сите имале некој, да речеме, средена состојба со притисокот, иако се под редовна терапија, нагло се забележа влошување на нивните здравствени состојби, така да одреден процент од нашите пациенти завршуваат на интерно оделение. Температурните разлики од 20 степени се почеста појава кај нас, така што граѓаните со нарушена циркулација, како диабетичарите, лицата кои преживеале мозочни удари, лицата со белодробни адемии, редовно да ја примаат со одветната препишена терапија, вели доктор Чолакова-Дервишова. Покрај овие лица, од топлото време и нагло покачувањето на температурите, страдаат и здравите лица. Нашата препорака како професионалци е, значи, солта да не биде никогаш внесувана во големи количини, заради тоа што секогаш кога се внесува поголемо количество на сол, тогаш иде до задршка на течност, иде до покачување на притисокот. Мешањето на различни видови на храни, нормално и количинско јадење, исто така го покачува притисокот. Лекарите велат дека покачувањата на крвниот притисок може да се избегнат доколку се води здрав и умерен живот и се спие најмалку 8 часа. Вчера заврши првиот Даутица Аутдор фестивал 2016. Планинско трчање, планинарење, друмски и планински велосипедизам беа дел од спортските активности на отворено. Меѓу другото, учесниците уживаа во убавата и недопрена природа во Даутица. Заврши првиот Даутица Аутдор фестивал 2016. Планинско трчање, планинарење, друмски и планински велосипедизам во убавата и недопрена природа во Даутица. Викендов беше збирно место за љубителите на природата и адреналинот. За прв пат годинава Папрадиште беше домаќин на фестивалот за спортови во природа. Ќе бидеме сведоци на незината убавина, мистичност, нечепнатост, сведоци на пасиштата и бачилото со кој што изобилува овој неоправдан запоставен район во минатото.
Денеска ќе се случува планинарски велосипедизам, планинарење, фитнес камп за прв пат на отворено на местноста Куртовица, на 2 часа од тука пешачење и се разбира планинарско трчање, каде што ќе имаме импозантна бројка за ваков стил на активности, околу 12 до 15 учесници. Мислам дека севкупно бројката минавме далеку над 150, можеби до 200. Нов предизвик за планинарската група беше патеката до врвот на Даутица на 2178 метри надморска височина. Имаме од најмала возраст, од дечиња па се до најстари и тоа е, мислам, за поздрав и за почит, бидејќи одзивот е добар, активноста, сите се заинтересирани, кој за возење, кој за планинарење, што мене лично многу ми се допаѓа. Велосипедизмот, мислам, као планинарството, пружа многу големи предности во смисол на здравието, а и предизвикот на природата, посебно офроудот, патеките се прекрасни со разни предизвици у смисол на вода, кал, спустови, адреналин, покачување и сите тие работи. За помалку спремните велосипедисти предвидена беше патеката до планинарскиот дом Чеплес, која е на 1430 метри надморска височина. Оние поспремните до местноста Куртовица, 1680 метри надморска височина. И за екстремните авантуристи до подножието на Даутица на 2100 метри надморска височина. Сакаме ова да биде традиционално, да продолжиме и други години со ова, да го масовиме повеќе и тогаш да видиме кои патеки се возат. Дали ќе остане оваа патека, дали ќе биде други патеки, затоа што Даутица изобилува со прекрасни патеки за маунтбајк. Организатори на првиот Даутица Outdoor Festival 2016 се членовите на еколошката групација Green Power, планинарскиот дом Чеплес, Велес Free Biking, атлетскиот клуб Велес и атлетскиот клуб Изгрев, извитничкиот отред Димитар Влахов и Ехо Боди Арт Штип. Владиниот авион Лирџет, со кој председателот Ѓорѓе Иванов отпатува во Сараево на лидерскиот состанок на Брдо Бриони процесот, поради технички проблеми констатирани при редовната контрола, ќе остане во Босна и Херцеговина. Индустриското производство во првиот квартал од годинава во однос на 2015 година бележи раст за 8,7%. Вести од Македонија. Владиниот авион Лирџет, со кој председателот Ѓорѓе Иванов отпатува во Сараево на лидерскиот состанок на Брдо Бриони процесот, поради технички проблеми кои се констатирани при редовната контрола, ќе остане во Босна и Херцеговина. Председателот со комерцијален лет ќе замине на веќе планираната посета за Софија. Од владината служба за општи и заеднички работи, во чија надлежност е одржувањето на авионот, соопштија дека летот не е обавен поради тоа што при редовна функционална проверка на системите на авионот увиден е дефект на еден од инверторите кој ја претвора струјата. Најверојатно утре авионот ќе биде упатен во Нинберг со цел да се отстрани дефектот со претходно одобрение на фирмата производител Бомбардие, од каде е набавен и на Агенцијата за цивилна воздушна пловидба на Република Македонија. Од кабинетот на председателот Иванов велат дека поради неговата агенда, односно предстојната посета на Софија, тој од Сараево патува со комерцијален лет. Државниот завод за статистика денеска соопшти дека индустриското производство во првиот квартал од годинава во однос на 2015 година бележи раст за 8,7%. Само во месец април годинава, во споредба со лани, индустриското производство е поголемо за 3,6%. Земено по сектори, пораст на индустриското производство 9,4% има во преработувачката индустрија, а индустриското производство во секторот рударство и вадење на камен во април бележи пат од 10,2% и 29,5% пат во секторот снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација. Гледано по главните индустријски групи, производството во април 2016 година во однос на април минатата година бележи пораст кај интермедијални производи, освен енергија, за 0,1%, капитални производи за 36,5% и нетрени производи за широка потрошувачка за 6,1%. Пад на индустриското производство пак се забележува кај енергијата за 28,1% и трајните производи за широка потрошувачка за 3,8%. А од вестите од светот, поради опасност од терористички напад, затворен аеродромот во Келн. Ирачката војска утрово е започна операцијата за напад на Фалуџа, градот кој е под контрола на Исламска држава.
Сите летови на аеродромот Келн Бон се запрени поради човек кој успел да се протне низ проверките за безбедност, соопшти агенцијата Reuters. Ова го пренесуваат германските медиуми, а се повикуваат на информации од федералната полиција. Осомничениот искористил врата во близина на аеродромскиот супермаркет за да влезе во просторот од каде што патниците директно влегуваат или излегуваат на аеродромската писта. Евакуиран е целосно терминалот 1 на аеродромот Конрад Аденауер, пошто сите патници ќе мораат да минат нови безбедносни проверки. Келнскиот аеродром е меѓународен аеродром кој обслужува околу 10,3 милиони патници годишно. Тој е седмиот најголем туристички аеродром во Германија, но исто така и беше на листата објекти што пред 2 месеци беа споменати во заканата за терористички напади објавена од членови на Исламската држава. Шефот на турската дипломатија Мевлют Чавушоглу со предлог до Вашингтон за формирање на нова коалиција, која ќе биде предводена од Турција и САД, а со цел да спроведе заедничка операција против групата Исламска држава во Сирија. Според Чавушоглу, копнената операција треба да ја започнат Турција и САД, а подоцна да се приклучат Франција, Велика Британија и Германија. Тој изрази и незадоволство од соработката на САД во борба против Исламската држава во Сирија со Курдската партија на Демократската унија. Во однос на излагањето на рускиот претседател Владимир Путин во Грција, каде изјави дека Русија сака да ги обнови односите со Турција, но очекува одговор од страна на Анкара. Чавушоглу вели дека и Турција е со позитивен став за подобрување на односите. Ирачката војска утрова ја започна операцијата за напад на Фалуџа, упориштето на Исламската држава во близина на Багдад, велат воени представници од првата линија на фронтот, пренесува Гардијан. Како што се наведува, единиците се обидуваат да напредуваат кон градот, а се слушаат пукотници и експлозии. Под паролот на елитните сили за борба со тероризам велат дека нивните припадници влегле во градот од 3 правци. Вооружените сили на Ирак, поддржани од ирански шиитски милинци, почна операција за завземање на Фалуџа на 23 мај, но денеска е почната втората фаза со навлегување во градот. Според западни медиуми во градот има околу 50.000 цивили. Во јануари 2014 година Фалуџа беше првиот ирачки град кој падна под контрола на Исламската држава. Времето утре сончево и топло. Ке дува умерен ветер од западен правец. Еве ги деталите. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Пријатно!